Синдикатот пресмета, потрошувачката кошничка ни тежи 530 евра, односно 32.852 денери. Толку пари пресметале синдикалистите му се неопходни на едно семејство од 4 члена за да го протурка месецот. Не сиромашно, но сепак скромно. Најмногу пари или 13.798 денари се потребни за храна, додека за комуналии треба да се одвојат минимум 10.414 денари. За лична хигиена и за хигиена на домот пресметени се трошоци од 2.324 денари, а за превоз 2.154 денари. За облека и обувки требаат 2.154 денари, а за културни активности 1.070 денари. На трошоци за храна и комуналија отпаѓаат дури 73% од вкупната сума. Тоа не е добар показател и тоа значи дека имаме низок стандард во однос на другите држави. Имено, некаде на просекот кажува дека се што е над 30% од приходите што се издвојуваат за храна, веќе кажува дека нешто не е добро во економијата, па и во приходите на граѓаните. Бидејќи од приходите на граѓаните треба да се покрај трошоците за исхрана, треба да се намируваат и трошоците за облека, за комунали. Се што е над 30% не покажува дека нешто треба да се менува или во примањата на луѓето, или во цените. Ова секако не зборува добро за стандардот на народот. Граѓаните највеќе трошат пари според вас? Сега му на јадење се највеќе троши. И облека. Те за деца, за нас. Само на јадење. Зашо е тоа така? Зашо? Се мали платите и не можеме да обстанеме. На шо вие најмногу ги трошите парите? Најмногу ги трошиме парите за јадење. Па за исхрана ништо друго. Другото е недочинно за нив. Не може да го знадат. Па за храна. Обично за храна и се што треба за секојдневна употреба. А за луксузирање за нема. Па спрема мене секој ден цените растат. По 5 денара, по 10 денара сите производи се качуваат. Луѓето не реагираат до каде ќе тераме, не знам. Од друга страна, просечната плата е 24.517 денари или 395 евра и неа ја земаат мал дел од вработените. Останатите преживуваат со минималец од нешто над 12.000 денари. Две работнички плати од по 12.000 денари во едно семејство носат приход кој е за околу 8.000 денари помал од пресметаниот минимум за преживување. Од тука, јасно е зошто обичниот човек е заглавен во кредити и со дебели минусни салда во банките.